Желката и мориовците. Чита Александар Станојков. За прв пат, кога ја виделе мориовците желката да оди покрај едно село, беа се зачудиле: "Таа море балета, та што ќе да биде воа шарено животинче?" Му рекол еден по друг. "Воа животинче треба од Господа е пратено," рекол вториот. "Таа море балевци," рекол третиот. "Та ако вие не знаете, викнете го Итрома на пеја, он знае да ни каже." Му рекол и отрчал по Итрома на пејата, го викнал да му кажат што животинка е желката. Дошол Итроман Пео и го прашале за желката што е. "Таа море Итроман Пео, та ти си бил 2 пати на пазар и 3 пати на црква. Дали го познаваш воа животинче? Дали од Бога пратено, али од земја никнало?" "Таа море будали мориовски глави, та зар не ви текнуе воа животинче од кај Господ пратено? Воа е шарена Богородица, пратена уназе да му запалиме воштини свеќи. Ајде викнете сичките сејани мало и големо да ја запалат свеќи и да направат поклони, крстои, за да ни поможи за брикетот." Кога чуја мариовците и троштината од Итрома на пеја што му ја кажал, отрчаа низ село и раскажаа по сите куќи да појдат свеќи да ја палат на шарена Богородица. Се натрчало од сето село и ја запалија свеќи на ковчегот од желката, секој се крстил и ја се поклонувал. Од која ја дожежало жештината од огнот на свеќите, при се што не можела да вјасат, ватила дури да трчат. Трчајќи желката влегла во една нива и се запалило житото. Од крај в крај пламнала нивата и се зафатила друга. Застанале мориовците да се пулат како гори житото. "Таморе сејани," им рекол Итроман Пео. "Таморе што стоите и што гледате? Молете ја шарена Богородица. Викајте сите: шарена Богородице, ти го запали житото, ти да го угасиш, викајте и крстете се." Кога чуја таа и троштина од Итрома на пеја, мориовците дале виксите: "Шарена Богородице, ти палиш, ти гасиш." На тие викотници мориовски догорела уште една нива и јендекот од таа нива бил висок, та не превалил огнот во друга нива да се запалит. Со голема чест ја зеле желката и ја однесле в црква за да ја палат свеќи и да ја се крстат сиромаси мориовци.